Слава ти, Господе Исусе Христе, Татко мој, зборува и денеска низ мене во името Исусово. Нека секој збор биде двоостар меч кој ќе ги допре сите оние кои се жедни за Твојот дух, да го раздели грешниот од Твојот син човек, телесниот од духовниот човек. Се случи голема трагедија, знаете, ќе изгинат млади луѓе, и потоа наеднаш сите поставуваат прашања каде е Господ, зошто Господ дозволува, зошто нема правда, зошто вака, зошто онака, зошто мора да умрат. Па зарем вие не знаете дека Исус ја победи смртта, дека Исус ја пролеа својата света крв за секој еден од нас. А вас не ве допира тоа. Вие си живеете свој живот, барате своја правда, имате своји идеи, своји мисли, своји судови. Зарем вашите заедници во кои одите не ви кажаа дека се плаќа на земјата и има два начини за плаќање. Едниот е кога Исус плаќа за вас, му предавате се, не грешите повеќе, не се враќате во гревот, не правите блудство, идолопоклонство, грев, сладострастие, своеволие, му предавате се, а другиот момент на плаќање е крвта ваша на главите ваши. Гревот го плаќате или вие, или вашите деца, и затоа умираат, страдаат. Многу луѓе плаќаат самите за себе, за вашите непокајани гревови. Не заборавајте дека идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. А вие како живеете, зошто живеете, за кого живеете, не ве интересира, не ве допира. Крвта Исусова што ја пролеа за секој еден од нас, уште додека бевме грешни. А вашите слепи духовни водачи ве тераат да славите нешто друго, да си живеете како што сакате, бидејќи и тие самите го немаат духот Исусов во нивните срца и не се негови. Ете затоа има смрт, гибел, помор. Само вие плаќате око за око, зап за зап, старозаветно, без Исуса Христа, самите за своите гревови, гревовите на вашите предци. Другата состојба е да му предадеш се на Господ Исус Христос, да ја прифатиш неговата волја, да се покаеш, да не осудуваш, да не ја бараш својата правда и да ја прифатиш неговата волја, да се покаеш за гревовите на твоите предци. Ете затоа има страдања, низ страдања се учат луѓето, телото ќе пострада, да не греши повеќе, да повика кон Господ Исус Христос и да се спаси. Па нели Исус ја победи смртта, го победи сатаната? Зошто тогаш вие страдате? Затоа што си ја живеете и си ја сакате с вашата грешна, телесна, спротиставена на Таткото Небесен природа. Во секого Исус, за секого Исус, во секое срце Исус, насекаде Исус, те сакам, Господи Исусе Христе. Љубовта Исусова еден ден ќе не преплави сите. Амин.